Државата мора да создаде подобри услови за живот доколку сака младите да се вратат на село, смета земјоделецот Стојче Ташовски. Тој денојуве го формираше Сдруженијето на млади индивидуални земјоделци АРПА во селото Блешево, чија цел е да го смени мислењето на младите и наместо како во минатото на селата да гледаат како перспектива за подобар живот. Сметам дека треба пред се да се води сметка и за условите кои што живеат селаните во селата. Ќе напоменам дека мојата општина Тишиново Облишно се уште нема водовод. Една од условите кои што не ги исполнува за да може да кажеме дека има нормален живот и да нема водовод. Нема канализација одредени села, се уште бројот на иселување на младите се уште се зголемува, за жал тоа не застанува, не запира. Значи треба во тој правец да се размислува пред се, а секако е за поздравување и тоа да се мисли и за оние кои што планираат да се вратат на село. Еве од каде треба да се почне да се решаваат проблемите за младите земјоделци според вас? Па најпрви треба, еве како што е веќе најавен новиот закон за рурален развој, земјоделство и рурален развој, треба да се води сметка за тоа што се произведува, како се произведува и каде се пласира. Откупот на нас е најважен на производите, да постои откупот, да се вратиме ние на пазарите кои што некогаш беа традиционални за нас. Многу е важно да исплата имаме навремена, да не касни исплатата. Исто така многу проблеми имаме околу производството, да пример со вложувањето и со инвестирањето во системот за наводнување, кој што е веќе повеќе од повеќе постар од 60 години и пропаѓа, не се води сметка за него доволно, се насочени одредени средства, има одредени напори од страна на директорот на водостопанство во Скопје, меѓутоа не е доволно само еден човек да се труди нешто да направи или да праќа машини овде, кога на терен ние, например, немаме луѓе, немаме вработени, значи треба во тие институции кои што ги засегаат земјоделците исто да се вложува. Според Ташовски, државата освен финансиска треба да понуди и логистичка поддршка за младите земјоделци, а тоа е за гарантираниот откуп, редовна исплата и контрола на што и како се произведува во нашата држава. Да се води сметка и за сточарството кое што живееше на овие простори. Понекогаш порано во Блешево пред 15-20 години имаше преку 300 крави, денеска нема ни 3. Значи, во тој правец треба да се размислува да има и исплата и вложување во земјоделието, меѓутоа да на некој начин се исплати на младите земјоделци и на земјоделците воопшто. Затоа ние ќе се залагаме како здружение да води грижа за селаните и за земјоделието. Лошите земјоделски политики во минатото се причина за голем дел од селата целосно да се испразнат, а нивите да се опустошат. Според последниот попис во изминатите 2 децении, дури во 250 села во државата, за секогаш згаснал животот или станале топоними.